Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Како што обеќавме, така и ќе направиме во наредниот период. Ќе работиме одредени активности, а исто така ќе работиме и по едни коти, по мердијани, кои што се поврзани со вистината за престолнината Бела. Сето тоа ќе ви го представиме од терен, ќе ви представиме Пајонска гиза, каде што несомнено, според сите светски откритија и докази на Владо Павлов, е градот Астеба. Со докази и аргументи ќе ви докажеме дека Астибо не би требало да е, како што до ден денеска се тврди во Штип, туку дека Астибо, тоа е Астеба, е град огромен, кој што се наоѓал на Пајонска гиза и од поновата историја тоа би било идентично на градот Каиро со пирамидите во Гиза, Египет. Пајонска гиза, која што е поврзана со градот Астеба, е место од каде што ќе го следиме Тит Ливи со докази и аргументи да ја пронајдеме точно престолнината Пела или Бела, која што во историјата е препознатлива како Ерусалим. Значи, зборуваме за докази, зборуваме за аргументи, зборуваме за факти, не зборуваме со глупости. Воедно ќе ве замолам, бидејќи одлучив да остане групата, да бидете малку поажурни, ќе ве замолам да бидете малку повнимателни, да не дозволувате енергетски вампири да ве блокират, затоа што им помина времето од проста причина што денес Сатурн е малку подалеко од Нептун, а на име на него доаѓа и вистинската Давидова звезда, каде што на местото на Сатурн доаѓа Јупитер, а додека на местото на Јупитер до сега, каде што беше, доаѓа Сатурн. Со тоа ќе докажеме дека и Давидовата звезда нема никаква поврзаност во новата ера на Водолија со оној Египет кој што го знаете и кој што камен на камен нема да остане од него во Израел. Така да, сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте, но она што сме го најавиле со години уназад доаѓа, а тоа си е ваше право дали ќе водите и наед, дали ќе демонстрирате, дали ќе плукате по Владо Павлов, дали ќе вреѓате, и тоа е ваше и нека ви служи. Воедно не случајно изберено името Агапи во овој момент, во ова време, и сите овие кои што тврдите дека Агапи е грчки збор, тоа е идентично како Александар Македонски да е грк. Така да, на вас македонци, ако сте македонци, а не ви се свиѓа зборот Агапи, тоа е идентично како што не ви се свиѓа и Александар Македонски дека е македонец. Па затоа и овие истражувања ќе ги докажеме со факти дека Александар Македонски е роден во близината на Пајонска гиза, во градот Астибо или Астеба, каде што Филип избрал да ја граде престолнината во утврдување кај територија која што препаѓала на неговите 12 генерали, на неговите 12 штитоносци или во територија на Агријанија. Така да, уште еднаш, доколку се служувате, благодарност до сите кои што ми пишавте, ми кажавте дека групата треба да остане. Па ајде сега, докажете се за одлуката моја што сум одлучил групата да не ја бришеме. Значи,
немојте да очекувате дека ќе најавуваме видеа. Видеата ќе бидат вакви спонтани, како што Иисус кажал дека еден ден неосетно ќе дојдам и ќе ме видите сите со меч кој што ќе сече од двете страни. Уште еднаш докажете дека навистина сакате да обстои групата, докажете дека навистина ја сакате Македонија, затоа што градот Астибо, кој што е територијално во древна Агријанија, ќе не одведе до престолнината Бела, и тоа го правиме без никаква надокнада од никого, лично го правиме со наши средства, лично и ќе продолжиме во иднина така, лично го правевме тоа секогаш. Нам не ни се потребни средства или некои си агенции за перење на пари, како тоа што знаат и умеат сите да го прават, а ние тоа нема да го правиме, затоа што Македонија ни е се што имаме, Македонија ни е во душата наша, Македонија е духот наш, така било и така ќе остане. Уште еднаш, останете ми во мир, љубов и хармонија и ве поканувам во блиско време на најголемите светски откритија кои што ќе бидат поврзани со древна Пајонија, со докази и аргументи од Тит Ливиј, кој што е римски историчар во времето на Август Октавијан и во времето на Тиберий, кои што се поврзани со последната битка римско-македонска според Владо Павлов, а според масоните во црна мантија, библиското распетие. Ве сакаме сите љубов и само љубов. Докажете дека навистина групата треба да не биде избришена и докажете дека конечно македонскиот дух е разбуден, каде што секој оној енергетски вампир кој што ќе се обите да ви цица енергија, а енергетските вампири имаат голема негативна енергија, и најбитно од се кој што треба да го знаете е тоа што сите оние кои што не се љубов и сите оние кои што имат негативна енергија се и големи лажговци. Затоа самите треба да си ги дознаете вашите активности. Ова ново што ќе го правиме во иднина на терен, ќе го правиме без YouTube канал, ќе го правиме на Facebook. Нема потреба да бидеме како Димчи, како сите останати кои што за 0,01 евро се обидуваат да си надокнадат одредени средства. Не, ние тоа ќе го направиме како до сега што правиме 20 години, на наша иницијатива, без некој да не финансира и без некој да ни помага. Исто така тоа ќе го направиме за тоа што треба вие да го имате, тоест дека треба да ви го поклонеме, а ваше дали ќе го прифатете или не. Уште еднаш, не им дозволувајте на енергетските вампири да ве манипулираат со нивните лаги, затоа што секој оној кој што има негативна енергија и кој што манипулира, знаете и дека лажи. Така да, ова е мојот поздрав до сите вас, кои што заедно со мене се боревте да обстои групата, и верувам дека мојот избор да не се избриши групата е правилен, а тоа зависи од вас. Тоа не значи дека во дадена состојба, ако продолжи како претходно, нема да биде избришена. Одлуките си ги донесувам, прифаќам одредени активности, прифаќам и критики, прифаќам се што треба, ама на крајот одлуката ја донесувам јас, бидејќи одлуката бидејќи секоја одлука се донесува според делата ваши. Да ми останете во мир, љубов и хармонија, бидете трпеливи, земјотресите ќе бидат посилни, не само во Балканот, и во Македонија. Војната ќе се разорува се повеќе и повеќе, така да останете во љубов, мир и хармонија, тоа ни е најбитно, па дури кога ќе тресе Македонија. Доаѓа
големата мајка, мајката која што општи со природните појави, и таа е таа која што е тука и која што, ако ние се водиме со љубов, не ја разбрнуваме секој од нас индивидуално, водата внатре во нас и таа ќе влие така. Бидете предпазливи, големата мајка е тука, се приближува денот на македонците, се приближува Ксантика, одлуката е ваша што ќе изберете, па во пораки пишете ми, во групата пишувајте дали треба да ја прославиме Ксантика 2026 или не, а таа е блиску, понеделник е, 23 март, па и затоа со овие активности кои што сакам со докази и аргументи да ги поврзам со Акрополата, да ги поврзам со древниот град Астибо и да ги поврзам со престолнината Бела. И откако ќе ви го докажеме сето тоа со факти и аргументи, ваше е да одлучите дали ќе славиме Ксантика 2026 година, како што некои умееја да не манипулираат, да не лажат, дека сме ја славиле Ксантика после сето оно што се случило во Кочани. Не. Ние отидовме онаму затоа што Павлов свеќа пали само на лица кои што починуваат. Владо не признава свеќа палење на жив човек, затоа што сите ние сме свеќа и таа гори како човекот, бидејќи се додека има кислород во нашето тело, ќе бидеме свеќа. А ако си палиме свеќа самите на нас, значи самите сме си присудиле да бидеме мртви. Така да, во Пајонска Гиза, во храмот на Света Петка, бевме и запаливме оногу свеќи, колку што беа починати дечиња во Кочани, во тој самонарачан, јас ќе кажам самонарачан инцидент, во кој што не ги заобиколувам и сатанските ритуали овде, али затоа, потом ќе докажеме се она што е правилно и се она што треба да го направиме ние како македонци, и дали некој случајно Кочани го ставил во црно или не. Пишувајте во пораки дали треба да ја славиме Ксантика 2026 година. Пишувајте во групата, затоа што е понеделник, работен ден, па самите одлучете што и како треба да правиме, а јас во чест на Ксантика 2026 година ќе ги направам сите овие последни истражувачки дејности околу доказите за Пајонска Гиза, за големиот град Астибо дека е во Кочанско, не во Штип, и доказите за престолнината Бела која што е во близина на Пајонска Гиза, каде што е роден, живеел, творел и се вратил Александар III Македонски. Да сте ми вечни и живи, ве сакаме сите, љубов и само љубов.